Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Местото каде што звездите отвораат и самите душа, или барем ние се трудиме да допреме до нивната душа, да го дознаеме она што го знаеме, да го кажат она што никогаш не го кажале, да го потврдат или демантираат она што се зборува, шушка, пишува, што ја знам, веќе во куларите на естрадата, во медиумите, на социјалните мрежи и така натаму. Како и секогаш, и вечерва, односно денес, односно утринава, во зависност дали ја гледате премиерата или гледате некои од репризите кои остануваат 365-24/7 на нашиот YouTube канал. Велиме добро вечер, добро утро или добар ден за човекот кој својата кариера ќе започне она што велат рокерите на стари години, но никогаш не е доцна за убави нешта, па така и за рок-н-рол, така што од мали нозе, па до моментот кога станува познат во пошироката јавност и нон-стоп се до сега, а веројатно и до вечни времиња, ќе остане рокер на сцената и се разбира во душата. 2000-та година е пресудната кога со Дарко Тасев на Маквест ќе излезат како двајца рокери или дуо нон-стоп и ќе отпеат една песна која ќе им ги отвори ширум вратите. Неколку години ќе бидат заедно, ќе прават песни, ќе се редат хитови, за подосна патиштата да им се разидат, но тој ќе остане и ќе го задржи правото на името нон-стоп, за нон-стоп да стане вистински бенд, петочлена постава во која членуваат млади, атрактивни, а некои богами и познати музичари, продолжуваат да снимаат песни, да прават видеоспотови, да бидат едни од најбараните бендови за ноќните клубски свирки ширум Македонија, а богами и пошироко. Се редат не само хитови, туку се редат и албуми, вакви и онакви, за во некои од своите зрели години, човекот кој е всушност лидер на бендот, но и син на еден од еминентните македонски новинари и уредници во најпрви редакцијата, потоа и програмата на албански јазик во македонската радио-телевизија, да посака да влезе во политиката. Од своји лични причини или причини, ако сакате, градот во кој е роден и израстат да го направи поубаво место за живење, ќе се кандидира за градоначалничката функција на предпоследните локални избори, кога е македонската престолнина во прашање, кога е Скопје во прашање. За жал или за среќа нема да успее да стане градоначалник, ама за туѓа жал ќе ги поремети плановите на многумина, успевајќи да загризе голем дел од политичкиот колач. Нешто подоцна, не при првиот условно неуспешен, ама затоа при вториот успешен обид ќе стане и директор на култното место каде што младите креативни луѓе ја изразуваат не само својата креативност, туку и воопшто сите млади се собираат, оние кои се барем прогресивна младина. Младинскиот културен центар, некогашниот дом на млади, каде станува актуелен директор и се уште е на таа позиција, држејќи ја таа функција. Рокер во душата, скопско дете со космополитски навики и космополитска душа. Кажав се, ама веројатно уште при првите изустени зборови верувам дека погодивте. Арбен Бени Шакири, Бени нон-стоп гостин во Ништо лично. Добре ни дојде, брат. Поштовање. Фала ти што ме удостои да видам дел од низата вакви. Сега не знам како да ги крстам, дали се ова подкаст или се емисии или се како. Ние го викаме интерток шоу или интернет ток шоу. Интереот е интернационално, доаѓаат вакви и онакви. Интереот оди на интернет, а ток шоуот и јадеме бурек. Така не е лошо. А не пееме и не свириме. Бурек е скопска дисциплина. Така. Да. Ми беше задоволство кога ми се јави, пошто ја не радо прифаќам ваков тип на гостувања, затоа што
имам една своја вака, можеби нека ми Слободно простат кажи. гледачите и оние што ќе не бар на момент ќе не проследат. Моја и твоја публика се пази што збориш. Да. Секоја шуша почна да баш нели тоа преска го дискутиравме. Стави 2 микрофона, уклучи 2 камери, си прават муабет Може и од по дома, не е проблем. од чисто ради пристојност кој ќе ги видам со оние цигари на батерии. ми се некако ме фаќа една тага, си викам кај цигара на батерии, тоа. Да. Така и да. Денес се све на батерии, од кола до дечко, до телефон. Живот на батерии. Живот на батерии. Ама не беше на батерии во твое време, беше и во мое време се разбира, тука сме некаде генерација, плюс минус, нели? Живеевме малку поинаку, некој порано, некој подосна се задои зарази со рок-н-ролот и тоа со оној вистинскиот. Ама тебе ти требаше бајаги време, долги години, реков, стана познат и популарен условно на стари години, и ја само Џони Штулиш знам дека на 30-31 година Да, успеа само да ја и стане Џони. да станеш широко познат и популарен. Да. Зошто толку долго време пред тоа се обидуваше? Што беше тоа што не палеше, што не правеше, што не беше тригер да окине? Не, мислам дека бев недоволно упорен. Можеби околностите беа такви да имаше обиди од Не дека немаше, 83-та па навака, знаеш, Не до дека 2000-та, немаше, ама. тоа се цели 17 години имаше добри десетина обиди вака сега ако Сега рокеру размислам. покушај што ви Да, рекол. рокеру покуше. Во обид. Обид. Али некако као и за све у живот, така и за ова, ја мислам дека треба малце и среќа да те прати за Да те повели горниот. Да, малце да каже добро сега Да те си помилува. созреан, еве сега може Ај, да сега отидеш може. на веројатно ако тргнав на 15, 18, 20, ја не знам на што ќе личеше тоа. Немаше да трае волку долго. Па, ја не знам, појма немам. Веројатно работите у овие подоснежни години човек малце ги сваќа и посериозно и Поспоро ги устира. поодговорно. Знаеш, некако на 18 година го станеш популарен, поготово у Македонија, многу е логично да застраниш по некои чудни патишта, вака кој ќе влезеш со 30-31 година, не може да ти изненади ни едно интервју, не знам, да те канат на гостување, па да ти мислиш дека си нешто специјално битен, знаеш, дека ги прифаќаш работите сосема природно, нормално, релаксирано. Така. Зошто токму Дарко Тасев беше човекот со кој направивте, зошто дуа не веднаш бенд и конечно што беше причината што се разидовте и е четврто прашање спакувано во едно, какви се релациите денес? Со Даре сме супер, он е наставник по гитара на мојот помал син Бен и Даре е заслужен и е миленик на мојот син Бен. И Бен ја сака гитарата и свири многу добро. Ќе зборуваме за Бен, за Дарко те прашам. али е заслужен, па да во контекст на Дарко ти го кажувам ова, али е Даре и tekako заслужен за тоа што Бенчо свири добро. Даре вика, он е one in a million, знаеш, тоа Господ дава талент, не дека ми е син. Ја мислам дека он 100 пати поталентиран од мене, знаеш. Не ќе мора да чека до 30, гледа. Изгледа, да. Со Дарко... Зошто токму него го одбра за дуо? Тоа беше сосема случајно. Ја на шала на заебанција му се јавувам на Тино, тогашен уметнички директор на Макфест, и му викам, добро е... Тино е Валентино Скендеров. Да, Валентино, да. Ја Вале го викам, ама добро, ај сега нема везе. И му викам, зашто све живо отиде на Макфест, викам, што сум ја, викам, да не сум, не знам, шугав. И он вика, бе, ти озбилно сакаш да пееш? Викам, слушај, ако искочи прилика, што да не, да ја се зезнаме малце. А ја се бавам со сосема трета работа. И он ми се јавува кроз некое време и вика, еве ти број од Дарко од Октавијан, он има некоја песма која ја има пријавено на Макфест, прифатена е, примена е, но Он не пее. него не му се допаѓа како е тоа спакувано при првобитната изведба, ја пеа сосема други луѓе. И отидов ја, здраво, Даре ова, седнавме, компјутер пали, клик, ја слушам песма, Ама се викам, познававте пред тоа, па, така? здраво, чисто, ради уметнички дојам.
Викам, песмава е супер, мене ми се свиѓа, као Keep the Faith има еден грув на Bon Jovi. Али викам, ај што девојчињава нема да ја пеат, него текстот е многу, не ми личи мене. Не дека е лош, текстот е окей, али мене не ми личи да пеам Јунак од стрипот, знаеш. Така се викаше таа пародија. И онда он ја викна Весна Малино, ја точно и кажав на Весна што сакам текстот да содржи. Весна влезе. Весна као чат GPT, сакам ово, опти напред. Најсериозно, најодговорно тврдам, влезе, не беа ни 20 минути упрашање, искочи, вика, еве ти го текстот. Значи, као да ги поминало сите филтри и е таа верзија која треба да испееме. Така тргна све. Тоа траеше до 2003 година летото, го направивме концертот во Универзална сала. И кај пукна филмот? Едноставно се јави Дарко и шокантно беше? Не, мајок, не. Се јави и рече, баце, ја више не можем да го правам. Викам, окей, да си жив и здрав. Толку траеше, разговорот траеше не цела минута. Ја више не можам да го правам, вика... И после настана сам скитник су ми трагам. Да, сам скитник су ми трагам, да. Али несомнено е дека таа спојка у тој момент така функционираше одлично и сега секој си има свој пут и некако се разидовме, не комунициравме долго време, ако се видевме нормално здраво кај си шо си, за да у еден момент он почне да работи со своето приватно училиште и како се сите патишта господови ги нарекуваат чудни, а не се чудни, него се точно онака како што ние сме чудни, да. Се спајаме и доаѓа, вика, ја не сакам ни еден after school activities, вика, сакам да идам на гитара. Кој ти е професор? Вика, Дарко. Кој Дарко? Та се фија. Ја му пуштам на YouTube и он вака почна да се чуди да гледа. И види каква коса има. Сега не ме гледа мене, знаеш. Него вика, види го Даре. Даре му е, нешто му е Даре симпа, спешал онака. И они кликнаа двајцата и така ден денес плюс минус се слушаме редовно, се консултираме и така дале. Не. Од оваа дистанца колку год да у оној момент сме биле, можеби и имало некаква енергија, набој и така натаму, што е, кој е, како е, си спразнило, уземје. Не, тоа се све глупости. Човек со години сваќа дека тоа е се така безпредметно и депласирано уопште човек да размишља и да прави муавет на таа тема. Так. Битно е дека односот е задржан и дека гледаш, он нешто прави добро за моето дете, знаеш како ти кажам. Така. Остана верен и на имиджот и на како се вели на музиката која не би се исплати сега се менја. И свириш. Кажи ми, мислиш дека што ние го живеевме како време и музика и на која останати доследен, полеко изумира дека као диносаурус, не се чувствуваш? Не. Дека технологијата гази и веруваш ли дека еден ден ќе има воскресение на... Види, технологијата гази, али сега прочитав диносаурус. Значи, ако ние припаѓаме на... Не сакам да навредам, не ме сваќај погрешно. Ако ние припаѓаме на една рок-н-рол генерација која е еден од столбовите на 20 век на модерното живење, вклучително и самиот почеток на 21 век, онда од тоа произлегува дека, не знам, од Стоунси, па имаш, не знам, сега се Foo Fighters. Не сега, они со години за заебани скроз. Guns N' Roses има турнеја која никако не завршува со години. Kiss направија End of the Road турнеја. Металика вчера читав дека у Лас Вегас усвера за серијата концерти. Ако сакаш да, не знам каде да си бил позициониран, не знам, $6,000 кошта карта. И сега ние правиме муаве за врставо изумирање, а они се најголемите. Они пунат стадиони. Да, веројатно, оние што беа најбитни фраери у 20 век, скокна едно ниво погоре, за да сега она нормално ниво го држат некакви клинци кои прават некоја глупа AI музика, ама
Ајде да видиме до кога ќе трае тоа. Ја мислам дека не е нешто Краток здив има. Види, тоа е чудно порано кој ќе ти кажеш некој дека слуша песма која нема душа и onda почнеш да го доловиш тоа што сака он да ти каже. Али у суштина кој ќе чуе сега AI направена numera и numera која е сериозно спакована студиски, onda ти е точно јасно зошто оваа нема душа. Перфектно изведено, значи бираш дури боја на глас, дали е помалку поижерапав да биде меѓу, не знам, овој Чад Кригер од Никелбек до Џо Кокер и не знам да биде текстот ваков или онаков. Целата песма е спакована, а тоа нема суштина, нема, не знам како ти кажам, е празно. Додека ако земеш гитара, глеј го Ед Ширен, мислам, тоа е ванземаљац. Знаеш, ке земи гитара, 3 акорда и одма отвара една енергија, све пее, знаеш, околу него. Тоа е чудно е тоа. Некако не можам точно со зборови да го објаснам, али е ствар на оно што го чувствуваш. Чат GPT нема да, вештачката интелигенција нема да ги изеде. Немам ја тоа. Ја тоа не поштуем и тоа е против сите мои земни правила и прописи на... Си прават песни, не знам, милијадници се избришани. Имаш сценарија за филм, значи овие протестираат у Холивуд, целата индустрија загрозена. Значи, како ти кажам, сега имаш, треба да срочиш некаков текст, му даваш контури, насоки, кажеш 5 клучни збора и он ќе го излупа цел текст. Идат на испити, мислам, пази сега, замисли да завршиш факултет по пат на Чат GPT. Јас се малтретирав 4 години. Чет дипломец. Па онда 2 години, па нешто изгубив глупости на банчење на младалачко живење, за месец дена ја спремам дипломската, ама со здраво седење и со здраво работење, ова сега на Чат GPT студираат, не ми е јасно. Има и бетар, и без Чат GPT што добиваат дипломи, ама тоа... Имаше еден скеч кај К15 со дипломите. Така што има и бетар од Чат GPT, ама тоа е друга тема на муавет. Тоа е дам бетар. Тоа е дам бетар, така. Ужас. Бени, некако имам чувство дека порано некако поактивен, покреативен беше, се потроши или не знам, правеше многу почесто песни, а сега некако е све сведено на клубски свирки, многу повеќе од чиста екзистенција или што е? Види, ти од една страна се скрос управо, од друга страна нема никаков проблем. Јас сум доста пасивен во однос на создавање нова музика, затоа што дотолку сум писмен да земам 2-3 акорда да отсвирам и да срочам некој текст. Не, може би ќе звучам патетично, ама не гледам сврха у тоа. Затоа што нашето секојдневно живење, ако порано било врзано меѓу останатите работи што не обкружуваат, било врзано и тесно поврзано со телевизија и радио како медиум и со се разбира печатен формат. Сега со YouTube. Сега е исклучиво врзано со форматот Spotify. телефон и Spotify и така натаму. Значи немаш више кеф да купиш CD. Сега ги враќаат. Не се продаваат. Сега ги враќаат винилите на голема врата, ги враќаат подолго време и нешто паѓаат у несвест, нешто се колекционери, а ја откако сум прогледал, прво што сум видел, со винил сум бил. Значи сега дома имам винили и клинциве мои од време на време знаат да излезат и да се чуди, види ова како изгледа и така натаму. Тоа име на нив модерно, а они не сваќаат дека ја тоа пред 55 години сум го имал и тоа у бројки онакви по стотина синглици, LP-а, купувале тетки, војковци и така дале. Значи купуваш еден албум, една LP плоча, еден винил, прво ќе се испочукаш одејќи на кај дома по бандерија, пошто си забуљен у плочата кој што свирел, како изгледа омотот, паѓаш у несвест, не знам, да магија е тоа, те лепи просто. Тоа не можеш да го објасниш сега на клинците и onda доаѓаш дома и тој албум ти е 8 до 10 numери или ако е дупли албум 20, само ќе вртиш таа плоча и ги слушаш. Значи знам точно пејачите кај зима дах кога почне да пее. Ова има проклета можност на избор сега, затоа нема магија. Да, нема магија затоа што ја слуша песмата, вика Бени, добро, не, аха, добро, 15 секунди врти, дај друга, и он само му дава suggestion со страна, знаеш. И тоа нема крај.
и у еден момент ти збоктисуе, ти нема што да те залепи за, нема суштина, нема содржина, него е само форма и бројка. Квантитет, а квалитетот е, знаеш, али морам да признам дека као медиум е добар и е податен затоа што не мора да стануеш, па да пушташ, па да вртиш, па да ја чистиш. Тоа ли те демотивира да не правиш нови песни? Не те разбира. Ме демотивира следно, за да видам прецизен. Секоја една содржина која што ќе се појави на тој формат наречен телефон, пошто сите булим у телефоните, и сите платформи и апликации ги имаме у телефон, како искача твојата numera, он ја слуша 15 секунди, ти можеш да бусташ, да плакаш таму, не знам, Facebook, YouTube, ова, не, и вака кој ќе ја скролне, кој знае после кој ќе му се појави. Доаѓа нова содржина. Тони се вратил у меморијалу па бувен, не знам. Поце снимил соло албум. Не знам, Ед Ширен, ова Металика, Дейв Грол, држ не дај. И ти се губиш у нема, кажам ја, у тие трилиони содржини. Вчера читав една содржина за Еди Ван Хелен и за едно дете заболено од канцер и така дале. Да скратам, беше изуzetно тужна прича. И ми звони телефон и ало, клик, јеса, муабетам, завршувам муабетот, се враќам на содржината, избегана. Нема више, не можеш да ја најдеш. Кај беше? Кој ја имаше објавено? Тоа се оние, знаеш, пејџови што се појавуваат, као. А причата беше изуzetно добра. И не можев да се вратам. Значи, актуелната содржина у наредните 15 минути ја голтаат милиарда нови содржини. И онда не гледам поента. И онда бираш начин како да допреш до тој специфичен дел на публиката кој што тебе ти се наклонети, пошто ти вака се обраќаш на јавност, ама не те прифаќаат сите и не е природно сите да те сакаат. Како да дојдеш до оние што го сакаат она што го работиш. Можда да правиш нови песни, па само на тезга да ги промовираш. Па тоа е единствениот начин. Да не ги пушташ по медиуми, по социјални морам да ти признам и тоа што јас као концепт почнав да го работам 2005 година, клубските свирки да ги направам мини концерти, тоест спојка меѓу изведба на кавер верзии на популарни numери, да, до изведување на добар дел од мојот авторски репертоар, нешто измеѓу. И тоа други го прават тоа, и други го прават тоа. Го прават сега, ама 2005 не го правиш тоа. Не, зборам за 2005. Ја ти зборам пред 21 година. Кога свесно размислав што сакам да направам, не сакам да искачам да ја свирам, не знам, кокеин од клепто, него мора да направам нешто со себе. Пошто беше неприродно ја и Дарко искачаме рок-н-рол бенд двајца. Плейбек. Мислам, тоа е AI, знаеш. Да. И онда се собра бендот, го собрав бендот и така почнав да функционирам и сконтав дека единствениот начин за да преживееш музички у Македонија е да си концертативен, константен во настапите. Ако си рок-н-рол, да мора да имаш барем 5 души у бендот, знаеш. Оние кои што можеш минимално да ги платиш да ги одржаваш, пошто е скуп спорт. И мачно е тоа, знаеш, доаѓаат сега со компјутери, клик и уклучи микрофонот и Добро, ја признам дека цените пораснаа во последно време на тези. Па не сум ја нешто со цените пораснат, не. Никој више не свири за 200-300 евра како порано. Па добро, тоа ни порано немало за 200-300 евра. Тоа е. Зависи за кого говориме, зборам за овие што се као битни фаци у музички шоу бизнис кај нас. Али не се тоа нешто атрактивно. Дури кои ќе ги чујам дека бараат по 10.000 евра, мислам, чекај, застани за да побараш 10К, треба да имаш тиражи, стадиони, треба да, знаеш, треба да имаш. Бар Борис Рајковски си го напунува. А не тоа, да. Бар Јане Сандански, ајде. Рецимо, ево. Видим, и тоа не е мерило. Колку го напунил? Еднаш? Со фингирани карти, со активисти, точно знаеме ја и ти најболje како се прават тие работи, али не е битно. Еве, да кажеме го напунил. И тоа не е доволно за да побараш безобразна цена која не кореспондира со стандардот кај нас.
Не дека не сум ја гадлив на пари, ама Никој не е гадлив, не е нормално. А мора си реален. Знаеш, мора, ако свириш у клуб, за да поентирам, ако свириш у клуб, мора да размислиш малце дека прво треба да си актуелен, да си константен, да држиш ниво, да го наплатиш тоа, ама да му оставиш простор и оној да заработи нешто, не можеш сега парите да ги земеш. Па и не можеш и да сакаш. Така стојат работите. Рокер, ама едно време со Златко Оригјански покажа дека можеш и у друго светло, друг филм да бидеш. Како се најде на рокеру ново создадена староградско чалгаџиска музика? Тоа е добар материјал. Денеска тврдам дека тоа е добар материјал. Да, наречам, ама така некако звучи како староградско чалгаџиска ново создадена. Тоа е одлична музика. По мене и денес тврдам дека ја не сум аутор на тоа. Аутор е Златко. Јас сум само гласот кој што го лице за изведба. Да, лице за изведба. У опис на радно место. Да. Али тоа е добар албум кој што за жал не знам зашто помина бледо накај пристојно. А е одличен албум. Веројатно и од политички причини, ама тоа е друга приказна. Ама сега кај нас се све исполитизирано, тука нема. А како се најдов? Се најдов така што... Зошто ти? Зато тоа брат тебе. Дали беше тоа материјал, така се зборуваше, наменет за Каролина, па откако Оригјански јавало наводно спукале приказната околу што чини, колку чини, дали чини, зашто чини, тој материјал... чини или не чини, па Бени беше златна резерва, што ви рекле. Или златна алтернација, ајде да не видам. Види, тоа е стварно лична перцепција, како сакаш гледај го, нека сум бил и трета резерва, тоа уопште не е битно. Битно е дека тој материјал бил наменет за Каролина и тоа само една нумера као превју како треба да изгледа наредниот материјал. И тоа беше еднаш таа нумера. Таа беше спремана и само таа постоеше во моментот кога влегов ја да отпеам. И Златко ме седна и ми рече: "Слушај, ја неам материјал или ќе седнам, ќе склепам уште нешто материјал 6, 7, 10 не е битно, затоа што ова вака мене ми се свиѓа. Дали си за?" Ја му реков: "Океј." Он немаше готов материјал, така да не може да кажеш дека беше наменски за Каролина. Не, јас само кажувам. Не се, ја ќе ти кажам, јас сум не сум сведок, но сум во тоа време уз Златко и знам, човекот ми кажуваше дека они разговарале, преговарале, дошле до некое ниво, дал се договорене, не знам, али ова песма била понудена као некако, како се вика тоа, урнек како треба да личи новиот албум. И сега ти можеме ние да збориме дозадуте, тој албум на Каролина е исто така врхунски материјал. По мене. Тоа остана, мислам, не навлегувам во квалитетот и не сакам да судам дека тоа не е добро. Одлично. Него ми беше муабетот како. А иначе како се деси рокерско чалгаџиска варијанта. Он имаше кифлици, имаше штангици. Имаше шорт, све што треба да има. Он е имал таа нумера, не завршило позитивно исходот со Каролина и почнал еден, втор, трет да бара пеачи лево десно. Ја ни на крај памет не сум на него. Него пошто он таа песма ја снимаше кај Мите у студио. И Мите му рекол: "Јави му се на Бени", вика, прашај. И он му рекол: "Бени", вика, не ми ни текнала на него. Шо вика, он може да пее? Јави му се, вика, ќе ти заврши работа. Сега, ова е муабет на Златко. Ми се јави, не знам, има нешто, па викам, не ме интересира пари, дај да завршиме работа, дај да го чујам. Тоа го слушнам, викам, супер. Дај, викам, ќе пробам. Готов, викам, мене ова ми се свиѓа, дали може да направиме уште материјал. Направи го цел материјал, го истуркавме целото, го затворивме со концерт и тако дале, тоа отиде и у продажба, го имаше лево десно. Не беше комерцијална банка, немаше. Доби печат на шарена револуција. Да, доби печат на шарена револуција, а тоа не требаше така воопште да биде, затоа што врска нема материјал со тоа, ама добро. Ни од близу. Ама види, ако еднаш ти залепат етикета, онда немој да ни да се трудиш да ја симнеш, но терај.
Ти кажат обратен тоа. Да, обратен, да. Не, види, тогаш за волја на вистината да не беше комерцијална банка, тоа немаше ништо да се деси од тој материјал. Луѓето имаа и слух и волја, им се допадна материјалот и застана. Добро да пари нормално. Не пари пишак задање, Пошто ако изјавиш на душман да ти отштампа тираж у Сони Австрија, он на Пољупци не работи. Кај е кешот? Така е. Ете, тоа е таа случајна спојка и траеше. Кога сме кај спојките и Ориѓански, сега ми текна близок со него, близок си со Перо Камиказа, а овие двајца се смртни непријатели, како мост некако Јас сум доаѓаш. близок со сите у град, а сите еден со друг не зборам. Знаеш како, прво не може мене ни Камиказа, ни Златко, ни мајка моја роđена да ми бира со кој се дружам. Пошто мојот однос со тебе ја го негувам таков каков што е. Дал на некој ти му се допаѓаш и не, тоа е негов проблем, знаеш така. Да, ама еден за друг сугерираат мислења, па не знам. Ама добро, сега секој си зема за право да ти паметува, па нема, па зашто? Чекај бе, што имаш ти, од кај знаеш, можда имам скриена симпатија, настран сум, мислам, дај, молим те. Денес секој си зема за право да соли памет на друг, ама кој ќе треба неговиот товар да го понесе, нешто баш и не се расположени. Така да, мене ми и Камиказа, другар, добро, со Златко ги прекинавме сите комуникации и ја не би додал ништо друго. Мислам дека он е добар. Не од немузички причини, јас ќе кажам. Да, нема врска тоа со музиката. Има врска со на претходно печатот што го спомнавме, ама тоа е приказна која... Не е ни тоа. Скроз е на лична основа, едноставно не се најдовме као... Мислам дека бев... Као сродни души, шо би рекли. Дека јас бев иузетно коректен према него и неке он жив и здрав. Мислам, посакувам. А што имаш он нешто лично према контент? Вика, што имаш против мене? Вика, ништо ефикасно. Ништо ефикасно, да. Баш така. Син си споменав и во најавата на еминентен македонски новинар, односно новинар и уредник во редакцијата. Од времето кога имаше новинари. Така. Во редакцијата за албански јазик во македонската радиотелевизија, за жал покојниот Хисен Шакири, го влечеше ли долго бремето на неговата сенка на себе, или неговото име и презиме полесно ти ги отвораше вратите за успех? Никако. Името него и тоа што он беше во тој момент во нашето обкружување, во овој систем, во општество, беше ценет човек и денеска е, барем според она што го слушам за него. Ми правеше, не ми правеше проблеми, него некако си цело време си таргет, мета, знаеш. Треба да пазиш како се однесуваш, пази ти си син на овој, И сега има деца кои избеснуваат поради добриот статус на своите родители, а ние бевме така васпитавани да нипошто не смееме да... Не знам, ти се отвара студио, морате да снимаш песни, да полесно да имаш проблем со... Значи, јас сите снимија у студијата на Македонската радиотелевизија M1, M2, M3, на. Да, само јас снимив 2 демо номери и тие останаа некаде таму закопани и никоме ништо. Све што сум го снимил у полесно доаѓаш на телевизија, те викаат на емисии. Не. Апсолутно не, никогаш. Напротив, беше само терет, затоа што требаше да не го окаљам неговиот образ, да не го извалкам неговиот образ, да си го сочувам собственото достоинство као син на угледен човек. И тоа било онака запишано као, како ти кажам, не смееш ни да помислиш да направиш нешто што... Мислам, се работи за воспитание, не се работи за култура, не се работи за дали јас сум сакал или сум смеел или не сум смеел. Па, сестра ми почна да работи во копродукцијата со словенците во ТМЕ студио, и татко ми пред мене тоа се случуваше дома. Вика,
татко и ќерка не идат под исти кров, тоа е непотизам. Ти вика да си бараш чаре и да видиш добра таму негде под другите. Матева вика ова и не е нешто. И девојчето отиде, прво беше у Скајнет, па у Телма и си ја разви својата стаза, слонова, што би ја нарекол. И така да, стариот мој беше изузетно коректен као човек у однос на околина, у однос на нормално и на собствените деца, али беше изузетно строг. Праведен и од оваа дистанца јас можам само да сум благодарен за тоа што ако не беше таков, кој знае што ќе се претворев ја. Може да прочитам нешто? Може. Вака вика. За песната Љубов која му е него посветена, така, колку знам, твоја. Така. Велиш во една прилика, татко ми ме научи да бидам чесен и достоинствен, но не и глуп, односно глупав. Колку денес држиш до едното, до другото, третото и си морал ли со едно од нив и со кое да направиш компромис у даден момент. Значи чесен, достоинствен и глупав. Зборам за тие три категории. Не и глупав, три категории. Не дека немало, не зборам дека глупав, не ментално глупав, туку во дадена ситуација. Во дадена ситуација дури добро, глупавиот и добриот и наивниот, тоа си е исто, знаеш, под рука. Како ти кажам, чесен и достоинствен. Сега не можеш ти на 20 години и на 30, на 40 да држиш до честноста и достоинството, на 50 и скоро 7 сега да кажеш, добро бе, сега нешто малце ќе се курам. Не иде, знаеш, не. Таков си каков си. Сега да се менјам за 15 минути не иде, знаеш. Така да, у однос на глупоќата, односно глупавоста, па мислам дека и ден денеска сум глуп по тоа прашање, затоа што сум карактерно така сум скроен да сакам да учинам, сакам да помогнам, сакам да се најдам, дури да се умешам и кај што не ми е место, мислам тоа се такви некои наивни потези. Али Боже мој, тоа е ствар на карактер, го правиш тоа подсвесно, спонтано, не го правиш со ниет, со намера. И често пати знам да бидам и намагарчен и да бидам наивен и глуп, ама некако па Севишниот, знаеш, ти дава некоја заштита, така да не сум нешто претерано оштетен у тој поглед. Значи, и не би се менјал, мислам, зашто би? И не, едноставно одбирам да не бидам лош. Што значи она што ти го оставил као ама не држиш до тоа. Апсолутно. Види, и да не го оставаше као ама не, ти тоа го гледаш, што децата не слушаат тоа што родителите им зборуваат. Они најчесто се угледуваат на родителите, гледаат што како прават родителите, така и они сакаат да видат некаква нивна копија, реплика или како год. Така да човекот знам дека цело време држеше до себе, беше изузетно толерантен, за што можеби не е својствено за строг човек, али толерантен, многу. И се сеќам на ситуации и он имаше своја голгота у работа, турбуленции, вакви, онакви, овие доаѓаат сака да го сменат, тоа не е битно. Доаѓаат за ваши и наши и така. Да, пробуваат да го купат, он не ќе да се продаде, они викаат добро, ако не кеш да се продаде, сега ќе те смени. И во целата таа ујдурма, он мене тогаш не ми беше јасно, сега ми е кристално јасно зашто е тоа така. Он беше у секој момент изнаоѓаше разумен одговор или разумна причина зашто тие луѓе тоа го прават и не им се љутеше. Го продадоа најблиските другари. Додека он работеше ко сивоња, они се бавеа со сопствениот живот и правеа некаков свој личен, да го наречам, профит и на крај не му свртеа грб, него му збрцаа нож, знаеш, тоа уште полошо. И дури за нив имаше разбирање. Тоа е многу интересна појава кај него беше. Чудно, али од денешна дистанца, знаеш, сега пусти говна. Да. Паметен човек така треба да резонира по мене. Ја знам дека неколку прилики и у Муавет и она, па и она што сум можел да гледам од твои изјави, си се
изјаснил како југословен. Born in the SFRJ. Па да, јас сум југословенско дете, роден сум тогаш сум Роден сум одгајан, јас и воспитаван. многу други се родени, па се сега не знам, предавници, патриоти, црвени, Но мене зелени. тоа ми е проституирање сега. 30 години сум југословен, па уште 20 ќе бидам голем албанец, па наредните 10 ќе бидам голем македонец. Значи ја види како сакаш Држиш ли до тоа еднаш југословен, always југословен, цел живот. Со една ако ми дозволиш мала трансформација, тоа југословенско го гледам како космополитизам, како нешто заедничко, затоа што не може никој да ми оспори дека таа држава беше сериозна, Така е. имаше сериозна музичка сцена, сериозна кинематографија, сериозна култура, имаше сериозна наука, значи имавме од атомски централи до подморници до авиони производувавме, значи имаше и Сокол и Галеб и не производувавме оружје и Сериозна армија и Све беше сериозно. И сега вика ти си југоносталгичар. Не, ја не сум југоносталгичар. Јас сум носталгичен по она што успеавте да го уништите. Ама некој на вика конто на- да беше сериозно, немаше да се испоколеме меѓу себе на крај. Па види, веројатно се испостави дека стариот држал неколку водата, народи друг бил мајстор од жив. Да. Ги држал на окуп народите кои де факто не се задржање на окуп. Ти види ги у Босна сега не можат никако се. Колку да е тоа фарса, театар, се договараат лево, десно, на 21 век сега више не е ни битно кој е србин, хрват, босанец, албанец. Сега кешот игра улога и ако каже Чичко Доналд, влезете му на Мадуро у Венецуела, земи го, донеси ми го дома. Ако најдат нафта у Босна, Така, не е у Босна проблем. не е битно. Така да од аспект на таа југоносталгија, тоа е депласирана тема да правиш муавет. Земјата, знаеш ли пред колку е распадната? 90 година, пред 36 години. Што правиме муавет ја? 36 години у пикот на југословенската држава, ако го наречеме 70 Крај на 8 90 80 да. Колку е тоа до 45-та? 35 години. Да. Точно за 35 години од рурална држава, она го достигнува пикот и е четврта сила, дал во Европа, дал во свет, не знам, воена, не е битно, со сите атрибути на сериозна држава, а ти за 35 години имаш само регрес. Сега некој вика, да, ама геополитичката сили, распоредно геополитичките сили биле. Чекај сега, како успеавме да продадеме еден Калтон Риц хотел и да купиме 6 независни мали баракчиња, да живееме и да сме среќни у нив. А сите имаме заедничка зграда добра, врхунска, со све унутра. Сауна, спа, масажи, Тајланд, Ама кој ќе биде акупунктура. председател на држте. куќен совет? Кој ќе биде? Да, веројатно тоа е. Не знам, види, од друга страна не ја спорам потребата на сите народи да се имаат своја држава, ама тоа може да го регулираат многу по джентлменски. Као Чешка многу, и Словачка, да, браво. например. Може да го регулираат на еден културен начин, а не да дое крв до колена и уште се влечат тие старите рани, знаеш. Тоа е. Така да Југославија е завршена прича. Ама беше добар проект, ако беше проект, али е завршена прича и јас сум суров реалиста, живеам у реалноста сега, не можам да живеам у Не можеш да видиш југословен таков, ама Не, тоа види, тоа е нешто што цело време мора да го храниш, да го одржаваш, да го организам. потикнуваш, да тоа е сега како сега тоа умрело пред 35 години, ти мене сакаш да ми кажеш дека треба да патам по леш. Да. Знаеш, ми треба жива материја, живо ткиво, така да нема веќе, тоа е луѓето кои немаат аргументи, онда се закачат и за Влета у политиката. Споменав и у најавата, знаеме сите, пази што те натера. свесно. Што те натера? И наетот, пркосот, желбата за докажување, желбата да промениш нешто, желбата да им покажеш дека има и подобри од нив. Мора да има некој силен лајт мотив. Дека имав желба некому да покажам. Некој има желба дека пари сум- да направи до душа, затоа Не, никогаш, апсолутно. Тоа паич не ми паднало на памет, иако многумина ќе ме прогласат за глуп. Ќе кажа, чекај, ако нема пари у политика, каде? Тоа не ми ни текнало да е тоа некој мотив. Дека сум сакал да докажам некому дека сум подобар од него, апсолутно не.
Мојот мотив за влагање у политика беше да упатам порака онаму каде што сакав да упатам порака, дека не може да се играат со мене туку така. Точка. Макар тоа ме коштало живот. Затоа што биди у тоа време јас се побунив и се кандидирав контра естаблишмент, контра власт. Иако претходно ти во многу наврати ти лепа етикети дека си близок со нив, зборувам за тогашната власт, за Социјалдемократскиот сојуз, дека не знам, си нивни човек, дека си, што ја знам, знаеш, како партиски пејач и такви. Јас сум, да, партиски пејач, би го кажа оној кој што одма утрената се појави на партиски митинг. А му реков, викам, немој Немој тебе ке те следе. Немој да трабуњаш, ќе ти дадат 100 марки и све ќе биде кој што треба. Види, влезот у политиката, кој како сака нека ме гледа, тоа е негова перцепција. И увек го оставам правото на луѓе да ме гледаат како они мислат. Бев близок со одредени луѓе. Сега го гледам, не гледам таа приказна од оваа дистанца, после толку години. Партиска книжка сум немал никогаш. Идеологијата мојата беше завршена 89-90, затоа што ја не знам дали знаеш, ја имам единствено две книжки. Едната е здравствена, која више не се употребува, не важи. И исто така и вторава не важи. Член на Сојуз на комунисти од 86 година. Кога имав само 17 години, на моја иницијатива. Ја инсистирам сега да социјалистичка младина на Македонија и Југославија. Да, во склоп на Југословенската. Така да тие две книжки не важат. Релациите со одредени луѓе ме вржуваа за Социјалдемократскиот сојуз. Таа приказна е завршена, апсолутно. И веројатно уште кој против кандидат им стане да заврши приказката. Али стана против. Иако некој спекулира дека си она, како се вели, глинен голуб пуштен да украдеш туѓи гласови па да им ги дадеше. На кого? Што не се случи. Апсолутно не може да се случи. Ја на првиот прес им кажав дека без разлика еден глас да освојам нема да го дадам. По две причини. Првата причина, не можам да го дадам. Физички го немам тој глас, за да му кажам еве ти го гласот. Да. Втора работа, како и со кој образ би му се обратил на тој еден единствен гласач, кој што ми дал глас мене, сега види, до сега те лажев, сега Антонио ќе те предам. Сега Антонио ќе те предам, мислам тој ќе земе камен од најголемите и ќе ме звекне у тиква, знаеш. Така да, мојата порака и мотив беше единствено упатување на порака дека не можат да си играат со мене. Де факто треба да научат да не си играат со човечките судбини. Ајде сега дојди малце овде, па дај сега. Не можеш ти мене да ми кажеш, дојди пријави се на неколку мои одбивања. Не сакам да бидам директор, дало, не сум ја роден за директор. Немам амбиција. У живот не ми текнало да бидам директор. Ама сега си, да, не, отом потом. И он вика, не, сега ние тука се Македонија е упрашање, државата, народот, културата, ако не ти, сите мора да се заложиме лично. И сега ја како наивна будала викам, окей, добро, супер. Еве ти ги документите, не сега чекај. И ти му правиш цело време обновување на договор на ВД директор само за тоа што вие сте таму сите една група и си прдите у исти чабар, а овој ќе го пуштиме низ вода, може ние со него да си играме. Аха. Ој наше ќе не разбер. Добро. Еднаш, два пути, три пути и му кажав, нема да ги добиеш изборите. И он тоа го знае. Го знаеше. Нај се кладиме уште релацијата е добра. Викам, нема да ги добиеш изборите, ја ќе се кандидирам. Ти нема да бидеш градоначалник. Еве ќе видиш. И ти, Перо, ка ми каза, некако имавте... Ма не бре, Перо... Револт и огорченост за Шилегов зборуваме како... Ма не е битно, нека живи здрави, нека работа. Имаше ли пазар на крај, или како викаат они, злосторничко здружување против него за да ги изгуби изборите и да дојде кандидатот кој дојде после тоа?
ама тоа е друга приказна. Не. Кандидатката, не, односно градоначалничка. Немаше меѓу нас тројца конкретно, а сите влечаа натака и се сомневаа дека јас, Перо и Торте сме направиле дил. Дил сме направили, мислам, како може да правиме дил? Единствениот дил меѓу нас беше ајде добро да се забавljаме на тие телевизиски настапи каде што ние бевме представени као кандидати за градоначалник. Прво види да расчистиме една ствар. Мене ми беше јасно дека ни у сон не можам да добијам. Али влегов да покажам дека не можеш да се однесуваш према мене како тебе денес ке ти се кефне. Ако си станат на лево, треба да сме сите лево ориентирани. Ако си на десна страна разбуден са бајлево, случајно да не ти го нарушиме работот и ние мора така да се однесуваме. Тоа требаше веднаш да прекине тогаш. Тоа беше мојата заложба, мојата желба, да им кажам дека не може да се игра со човечки судбини. Не можам. Сега ја и ти сме другари, ја влагам у тепачка за тебе, ти на прва кривина ме оставаш сам. Па нормално дека ќе те звекнам со камен у глава. Како мислиш да те оставам на работа? Ај еднаш ќе ме лизнеш, ај два пати. Па не можеш да ме возиш цело време, не сум ја без корен, мајка ми не ме нашла на буниште. Ете тоа беше главниот мотив. Нема игранка со мене. И нема да видиш, и не стана. Добро, а муабетите подоцна дека дилот бил сосема друг, па за возврат, за благодарам го доби, како се вели, директорското место од тогашната актуелна градоначалничка. Да, има и такви муабети, но, еве ја ќе те прашам, зошто после 2,5 години од мандатот на актуелната тогашна градоначалничка, јас бев назначен за директор. Што чекавме 2,5 години? Ако имаше дил. Ќе беше одма. Па ќе бев одма, ќе бев првиот, ќе бев третиот месец, ќе бев петиот месец. А зошто беше 65-тиот месец и се запрашал? Затоа што имаше конкурс и се пријавив на конкурс. Ама и пред тоа се пријавуваше па игра играчки. Не играше играчки оној на кој што му одговараше. Мада, еве, да бидам уште попрецизен. Од денешна гледна точка, кога ќе сублимирам све што се случувало и според некакви информации, дури мислам дека ни Шилегов тука немал толку голема желба или интерес нешто мене да ме лизне. Него другите околу него му пунат глава и од аспект на ситната боранија, тие ситните, што би рекле буба шваби. Тие ситните околу него буба шваби, они му ја пунат главата, а он као и секој градоначалник се бави со големата слика, не се бави со младински културен центар. Оно е дел од големата слика. Ама не е еден мал коцка една од мозаикот, не е тоа нешто толку големо да каже, добро бе, жити мајка, симни ми во од врат тој МКЦ, што сакате правите, дај да видиме, имаме многу поголеми проблеми. У таа насока јас не го амнестирам тогашниот градоначалник, меѓутоа мислам дека он можеби и немал баш некој специјален интерес нешто мене да ме... Бени, од оваа гледна точка, криво ли ти е што не стана градоначалник или си среќен што не стана градоначалник заради... Не, тоа да станеш градоначалник во овие денешни околности е изуzetно тешка и напорна позиција. Лично, јас сум задоволен што не станав. Би се обидел ли, би имало ли втора мајка, да речеме? Ако... Не, нема потреба, не е тоа за мене, не сум јас за политика, немам стомак за тоа. Таму треба да си, прво треба да си доста млад, ја не сум баш и нешто претерано млад више, мада сум зрел. Ама околностите во кои треба да се раководи градот... Директори градоначалници со бели коси, лесно е сега, да, тоа е точно. Меѓутоа, лесно е сега да седиш и да го анализираш, не знам, сега Орце или Данела или Петра или Трифун или Ристо или било кој да бил претходно од оваа комотна позиција, ети у фотелја удобно увалени и си правиме муавет, што би било кад би било. Правиме подкаст. Да. Да не си му у кожа сега на Орце, затоа што човекот има наследено многу долгови и треба да се бори со све и свашта.
И затоа треба да имаш. Види, ја не се сеќавам дека има градоначалник полна каса што начекал, ама Па имало градоначалници кои што биле удалеку поудобна позиција него моментално. тоа се согласувам, ама полна каса баш Да никој не не си му начека. укажа, али добро. Знаеш како и за Добро, мене народот вели, па и- затоа ти избравме да решаваш проблеми. не бе сам си бирал. Затоа не Добро. треба не е Добро, он земе тоа да се као пример, јас видно. да пошто е актуелен. Така. Јас сум сега на позиција директор. Значи у полоша состојба МКЦ не бил за сите своји 50 и колку таму 5 години на постојање. Кој ме тераше да се пријавам? Свесно сам влегов бујрум, справувај се со проблемите. Тоа не е. Ова мора да те прашам, дали сестра ти Нора беше колатералната штета на игрите кон тебе и овако со незината смена од Не, моето кандидирање беше причината да Нора биде колатерална штета тоа и не зборувам, зе. тоа зборувам. А тоа ме прашуваш, Да, да. да. Дали она колатерална Да, штета? она дали е, не ти. Да. Не зе ја разрешија. Значи нема причина, све е супер. Па Нора беше после долги години онаја која се закатанчи у влада, влезе вика не искачам док не ми дадете пари да го раздужиме театарот. 200 и кусур илјади евра тогаш беа префрлени со одлука на влада за да може да се исплатат сите долгови и како ти кажам доаѓа од еднаш жена која е во како се вика тоа во кожа на еден силен маж и вика не сите ќе бидете исплатени. Луѓето беа фрапирани. Она се заложи, го доведе театарот на нула, што беше И доби отказ. И доби отказ. И праќа инспекции, клевета ја тужеа за мобинг и така дале. У еден момент кога си одеше од таа раководна позиција, вработените застанаа зад неа, меѓутоа тогашната министерка рече ви дај да не играме танго, вика узалуне, тука љубов нема, вика она мора да си оди. На нејзе и беше јасно дека и тоа точно го знам муабетот од кабинетот канцеларија, пошто тие шуши таму што ме шетареа цело време да не ги именувам пошто не се ни толку големи фраери и битни. Буквално реченицата е све е окей, супер, она не може таму да биде. Нека си брка работа со брати и готово. Со експлицитни псовки на како да ти кажам сега. И тоа луѓе што ги знаеш до вчера, и кој ќе му кажеш добро бе, зошто пред толку народ мене ме вреđаш, ме цуеш, а не сум присутен таму? Они од кај знаеш? Абе што мислиш ти дека јас сум паднат од небо и сега Никој нема да каже. Никој нема да ми каже, не, па ја уште имам таму луѓе и пријатели и блиски мои другари. Така да, а не знам, види, знаеш како ги кажат, луѓето ти е најголемиот и најопасниот вирус на планетата Земја. Се согласувам. А кој вирус беше што долго време беше пикнат у компјутерот наречен МКЦ, па има отпор при твоето прво назначување. Па тоа се пишуваше по медиуми, па немаш да логично да имаат отпор сега како тоа ќе им дојде некој странец со страна и ќе им командуе тука. Они тоа го имаат запоседнато као да е нивно. Тоа е логично ако си таму 10, 15, 20 години. Затвори чешмичката некој? Ама нема чешмичка таму, Тони. Таму нема чешмичка. Што им е толку битно? Има комоција да биде понивно. Ето они си имаат свое место каде што се они сајби. Каде што се они главни. Тоа е класична комоција. Сега више нема комоција, сега треба да дојдеш на работа. Треба да дојдеш на работа. Ама се правеа 100 манифестации од еден човек. Тоа се пари од градот, од не знам, од некакви буџети. Тоа е времето кога имаше пари, не сакам, не знам на што алудираш, али не сакам за покојните се најдобро. Така е, покојнику све најбоље, не е битно. Добро, он беше најголемиот промотор у борбата против моето доаѓање и назначување у МКЦ. Непосредно пред да почине, се наслуша муабети као вика изгледа сгрешивме со човекот, вика не е толку лош. Не е тоа што мислев. Па види, ја не сум таму за да малтретирам никого, за да вршам умик никому, знаеш. Јас само сакам работата да биде завршена, за да тоа во границите на возможното, во реалните состојби, во реалните прилики да функционира колку што може подобро. А тоа што они беа против мене, тоа
Тоа е штитење на своја територија, знаеш, што би рекол Брега, Како како пас запиша своји територии, он мисли дека тоа е него, така и они. И јас стално тоа го говорам, го вербам као некаков папагал. Ако мислиш дека си толку спремен, вичен и способен да направиш големи проекти, големи работи, големи важни и битни ствари у областа на културата, отвори себе своја приватна културна куќа или институција, еве ти го паблик, Продукција, продукција. сам си работи човекот. Се бори. Го имаш и лабораториум. И таму има буџетски пари, ама тоа е тема за друга. Види, сега ако навлегуваме сегде ќе не идеме. Нема култура кај што нема буџетски пари. Сегде ама застани ти главом и брадом за тој проект, а не да се криеш зад институции. Знаеш, имаш ти 2019 година буџетот на МКЦ е 36 милиона, скоро 37 денари. Во овој момент буџетот на МКЦ е 6 милиона и 400, а минатата година беше 4 милиона и 200. Тоа е пат на буџет за 90%. Од 600.000 евра на 70 па на 100. Па ти да ми даеш сега 500.000 евра да работам во МКЦ. Тоа е 600, 500%. Ја најодговорно тврдам ќе потпишам сам себе смртну казна. Ако не го направам тоа да вришти целото. Без пари колку пари, толку музика, знаеш толку и сам. Да, така да мене ми се падна. Ама сам бирав, мене никој не ме тераше. Што сега те прашам уште да од прилика затвориме темата за МКЦ. Апотека. Оној просторот во холот, наречен апотека, кај што се продаваат носачи на звук, книги, музички и така натаму, изданија. Тошо Филиповски, наеднаш ролетна. Му ја спушти, ама зошто? Вака сега, во моментот кога јас доаѓам на таа позиција, кроз месец дена се распишуваат избори. Локални. Така е. Претходно ја изгласам правилник. Договорите може да се склучуваат исклучува на месечно ниво. Месец за месец. Сите договори. Од авторски до договори за соработка. Таков е правилникот. Правилникот е таков. Завршува февруар, доаѓа март, веќе почнува таа изборна кампања. Не спее ништо да се подпишува. Ништо да се подпишува. Таков е законот. Шај, извини, ама ја луѓето вика ги остави на улица. Истите сите ги вратив назад. Еден или двајца не се вратија пошто си најдоа работа на друго место. Меѓу кои Тошо? Не. На Тошо свесно не му е продолжен договорот за соработка. Зошто? Затоа што просторот каде што он како се вика тоа, носи роба на консигнација, односно плочи за продавање, не знам, беџеви. А не е закупец на просторот? Не е закупец на просторот. Он е истиот тој кој што седи таму. Значи не му го рентат. Не. И јас му реков, овој простор, као и сите конкурентни делови на МКЦ за издавање, треба да се дават на јавно наддавање, бујрум плати си кирија. Затоа што не можеш ти со мене да подпишуваш договор поделба на приход при секоја продадена плоча. Од кај знам ја да ќе ти издадеш ти фискална сметка? Добре, паш да донесеш своја плоча да продаеш да такви некои. Значи сега да не влагаме у детали, јас сум бил сведок на затворен дуќан и скачале луѓе со плочи. Постојат можности за манипулација со еден збор. Види, да не навлагаме у детали. Тој простор, за да биде fair enough, исклучиво треба да биде издаден по пат на јавно надавање. Да, тендер, брат. Не на тендер, не надава така секако. Даде, ќе направиш јавен повик, се издава тие 5 квадрата, дошол Тони Димитриевски, абе јас сакам да си имам дуќан, можам да го поднесам, па макар не продал ни една плоча. Ваму ќе свирам, ваму ќе плаќам кирија, ќе си имам дуќан, ќе биде свратиште на културни работници, на свирачи, пејачи, музичари, држна да глумци, али ќе си плаќаш кирија. А не тоа ние ќе подпишуваме договор, па ќе вршиме поделба на приход. И после ја ќе наследам долго и па ти мене ќе ме тужиш, па ќе ме даеш на извршител, па долгот од лупам 100.000 денара ќе стане 170. Така? И како тоа ние го сакаме МКЦ, ако може да го очерупаме, све да му земеме.
Значи јас еве вака јавно му кажувам на Тошо Филиповски да знае кога ќе биде јавно надавање за просторот, дај Боже он да го добие, нека го работи. Нека плаќа кирија. Таа камера. А не е битно, нека плаќа кирија и нека го земе просторот. Тука нема ништо спорно. Ама тоа ние сега да се бркаме, чекај да броиме, да преброиме колку плочи ние сме. И се тоа како функционира или не функционира? У моментот не функционира ништо. На стендбај, што ви рекли. На стендбај е даден налого, само чекам инструкции од кабинет на град Скопје за да ги ставиме у погон сите тие простори, затоа што без нивни ами не сакам ништо на своја рака да преземам, затоа што знаеш како тука е и управниот одбор, тука е и кабинет на односно градоначалник. Тоа се инстанции кои се над мене во моето управување и ако е законот таков, јас сум се сложил да го почитувам. Тоа е тоа. Да затвориме приказната за генерално за политиката и за МКЦ, да се вратиме малку на приватниот живот. Денес си срекна оженет човек, одан сопруг, татко на, како се вели на две малолетни бандита. Да, не, две малолетни златни деца, јас ке кажам. Како се вели, два сина, Мик и Бен. Твата сопруга е исто така етничка албанка, така и доаѓа. Лиса, струшко потекло има, ако не се лажам, и е керка исто на познат фудбалски судија. Од угледна струшка така, фамилија. За жал, покоен е овој Беки Баута. Но, знам лично, а и од муавети дека во животот си имал и врски кои се од мешана етнички состав. Као сите ние сме имале девојки. Да, едното. Она била женско. Женско, да. Така, си одели со македонки. Мислиш ли дека тие врски пропаднале заради етничкиот признак, заради несогласување на фамилијата? Никогаш нито една. И ти љубовта завршила заради... Увек имало мешање од страна, али никогаш не завршиле врските заради тоа што емоциите исчезнале. Апсолутно. Значи, ако нема емоција, нема више приказното. Знаеш, како ти кажам сега, ние сме знаеле на почетокот кој сме и што сме, не сме се криеле. Мислам, и да сакам да се кријам. Не можем да се скријам. Имало и мешање од страна за тоа што живееме во една турбулентна средина која изузетно нешто полага рачуни, па нешто се меша, па... Да, и меѓуетнички конфликт. Не е само 2000, тоа е анимозитет меѓу сите овдека еден со друг, никој со... Види, ако не се македонците и албанците да не се поднесуваат, да така благо се изразам, тогаш обавезно ќе се најдат битолчани и скопјани да не се. Знаеш, мора да има некакво ривалство. Макар у територијална смисла, како би ја нарекол, и дури у културолошка смисла, и у спортска и у културолошка, металци, панкери и овие шминкери, знаеш, па сега имаш, не знам, хип-хопери, па рапери, па дршнедај. Така да, тоа е анимозитет меѓу луѓето, таа дисциплина нас ни е блиска, ни е омилена, ни е драга, знаеш. Проблем ли е различностите, проблем ли се зборувам со етнички презнак, една љубов да обстане? Генерално, не се само ти си го имал тоа искуство, затоа те прашувам. У она време кога ја го искушавав целото тоа, можда од моја страна не апсолутно, ама можда од условно кажано супротната страна. Да. Од онаа страна на љубовта. Денеска, тоа не проаѓа више. Сега некако е поизразен тој анимозитет едни кон други, ама мислам дека мешаните врски некако многу полесно обстојуваат. Затоа што младите више не го пушат оној фазон стар. Што порано велеа пети кеш, ја викам сега пети кеш. Да, пети кеш, да. Така да не ги занима многу. Мислам, гледаш се повеќе имаш тие мешани бракови. И дај Боже да има мешани бракови, и треба луѓето. Ма се повеќе има разводи од секакви бракови, тоа ме секира. Тоа е нешто за што треба посебно еден подкаст да посветиш, цел еден подкаст, затоа што ова е лудило у кое што сме сите влезени и ја не знам до кај води. Све живо што познам некако или е на ивица на развод или е разведено више. Види,
нервозни времења, тешки времења. Не бе, него многу тоа Инстаграм, Фейсбук, ова, знаеш, тоа батали го не ти треба тоа, та и онака лажњак. Све е тоа виртуелен свет. Баба ми велеше, абе тешко беше синку у моје време, војни имаше, па ние не се разведовме. Да, тоа беше тешко време, да. Така што Чудно е ова денеска све што се случува, али е некако, види, ние сме тука за да запишуваме некакви сведоштва. Веројатно да оставиме за други генерации како треба, односно како не би требало да биде. знам интересна приказка како си ја запознал супругата. Ја запознал, драги мои, на место на кое ниту тој требал да биде, да се најде во моментот, ниту таа требала да се најде во моментот. Арно, ама овој Севишниот некојаш знае да ги состави коцките така и таму кај што најмалку очекуваш, а тој состав да биде онака двокомпонентен, што би рекле. Апсолутно да пасува. Ај кажи ја приказната. Па не, ја немав намера да идам на таа свадба. Свадба е упрашање. Свадба е упрашање. На пријатели, роднини. На наш близок човек, кај Рафет Муминовиќ, неговиот син Енес го женеше. Скопска беше свадбата или Струшка? Скопска. Али татко и покоен. Беким беше фудбалски судија, а Рафет беше председател на фудбалски клуб. Али они беа и семејно беа поврзани, беа блиски. Ден денес Рафет може тоа да го потврди, дека единствениот човек кој што вика не кеше да ми намести утакмица, тоа беше мојот најблизок човек. Вика да не веруваш. Човекот таков беше, не можеше да го купиш, да немаш шанса. Сум се наслушал муабети, а сваштали тоа е друга прича. Они беа по таа линија таму, а ние сме блиски со семејно од мојата мајчина страна, со Муминовиќ исто и пази, Муминовиќ ме среќа у Пелистер година дена уназад. Ми ка запамти го датумот 22 август, закажав свадба у Палас за Енес. Немој случајно да ми кажеш да свирка сум дошол или да ми измисли нешто. Тој ден ти немаш ништо, сакам да си кај мене на свадба. А стварно ние сме баш на блиски со целата нивна фамилија и тоа е фамилија која и помогнала на мојата фамилија и так. Значи тоа наше братство и пријателство трае преку 60-70 години, не од вчера. И тоа има врска со приказка, ама не е клучно. Така е, не е клучно. И проаѓа таа година дена, ја лежам на плажа у Струга, со другари, сонце едно убаво, ја пун свирки, пун пари, никаква обврска, немам во моментот никаква врска. Сам на светот, слободен стрелец, како да ти кажам, сите карти ми идат у прилог се на моја страна. Мајка ми звони, вика, тргнат си? Викам, за каде? Вика, на свадба сме. На каква свадба? Па вика, кај Рафет. Викам, не идам ја на свадба, се види како фраат имате. Одете, викам, ти и стариот, викам, бркајте работа. Добро, сине, како сакаш, знаеш, вика, колку сме блиски, вика, стварно, не е уред да не дојдеш, ама возрастен човек си, знаеш како сакаш. И он ми го пушти црвот, наравно, ја полежав уште едно 12 минути и си викам, ајде, Бенџо. Пали. Ништо, значи ја од плажа у кола, директно отидов дома, еден туш се облеков, успут и кажав, не знам, таа кошулја испегла и молим те оно, се облеков, отидовме на свадба и таму сосема случајно ја упознав. Како излезе тоа? Ништо, дојде, вика, може ли да се сликаме? Може, и така. Се сликав. Чекај се, љубов на прв поглед или тоа се куваше, се вареше, се... Од моја страна тоа не беше љубов на прв поглед, затоа што јас бев такви што се сликаат секој ден има. Да, не у години каде што не е тоа баш. Ја не верувам у таа љубови на прв поглед. Али у еден момент, знаеш, кој ќе сконташ дека си наишол на... За првиот момент те прашувам, за после кој ќе сконташ. Не, тадер, првиот момент не беше љубов на прв. Она беше за разликата во години беше голема, така да не кликнав ја на прва, не ја гледав со тие очи. Значи, имав 39 години на 21, мислам, тоа е баја ги разлика, знаеш.
Добро. Не е страшно, али е баја ги разлика за да нешто ти се знаеш, у еден момент да не звучам грдо, се осетиш ко педофил, сега ќе гледаш Дечурлан. Welcome to the club, овој тука сме негде. Да, така да иста манџа црка. Али тоа после се разви, види, на крајот на денот целото тоа И како тоа телефони земат и зема, како, кај се да објасни ми малку се уприказнува. Не, она дојде после тоа ја свирев у Маракана редовно. Аха, дојде на свирка. А не, ја нешто нака површно и викам, јас му викам у секој четврток у Маракана, викам. Па ти дојди. Некад, ако немаш попаметна работа, дојди. И у првиот четврток, Оп. јас дојдов. Добро, мене тогаш ми стана јасно дека Итра лиса. не, дека сум плен. Итра лиса. Кума лиса. Да, види, сите бракови, сите врски, сите љубови имаат своја приказна. Зошто е тоа така како што е? Али стално тоа и на нејзи го кажувам. Викам, види, независно од све, од почеток до сега и до крај што викаш ти до вечни времења. Овие двајца што ги имаш дома, тоа е немерливо богатство. Тоа е нешто си оставил за се, поготово ако успееме, а на добар пат сме од нив да изнедриме добри луѓе, да бидат честни, да бидат квалитетни, да бидат уметници, спорташи и така дај. Знаеш, да бидат реализирани луѓе и на крајот на денот за нив они самите да бидат среќни. Така. Пошто гледаме милиарда случаи на деца несреќи околу себе кои растат у несреќни околности и не посакувам на ниедно дете така. Само Господ здравје што вела. Така. И сопругата ти е активист по разноразни владини, невладини, што ги викам ја. Имате ли, како се вели тоа, конфликт, не на интересни, туку конфликт на мислења за разни работи? Редовно. Редовно. Она е едно изузетно паметно створење. Гледам дека е прилично, па дури, како се вели тоа, помалку влакна на јазик од тебе дури има, која онака отворена доста. доста. Знае тоа така да го спакуе, да те зашамара, мислам тоа е таленат. Последен пат памтам дека овој што се врати од бегство го спакува. Да, не изе, баш поради тоа и го укинаа и го хакираа профилот на Facebook, да тоа имаше преку 65-70 прегледи у неброено натака. И онда си најдува ни начин, вика, ова е опасна, е dangerous. Арно, ти стално не се согласуваш, велиш, со незините мисли? Не, види, знаеш како, редовно не се согласуваме, затоа што Зборам за политички ставови, за ситуации, состојби, не знам. Не, има работи околу кои нормално сите се согласуваме сите, ама генерално неизината перцепција и мојата по одредени работи не се исти, ама тоа не значи дека треба, не знам, да си ствараме анимозитет. Секој си има право на своје мислење. Не се слагаме и готово, али она е една паметно образована особа која има еден добар здрав резон. Дури некој знае да биде и окрутно реална. Така. Али сега, Боже мој, сега ако имаш избор да меѓу паметна жена и жена која ќе ти меси гураби, сега ти види. Ти бирај. Видиш, што може да се купи гураби или памет. Да. Спомнав, и сам спомна, две деца, Бен и Мик. Интересни, чудни имиња, ниту едно не доби име ни по едниот дедо, ни по другиот дедо. Ги носат као втори имиња. Така ли? Така се запишани. Тоа е друго. Видиш тоа. Големиот го има Ова ексклузивно го кажеш, ја мислам нигде не си го кажал. Може, немам поема. Прв пат го слушам, затоа. Да, види, таа прича е интересна, големиот го носи за волја на вистината името на неговиот прадедо, не дедо. Аха. Човекот е уште жив, здрав, дедо Петрит, така и Мик, тоа му е второто име, Мик Петрит Шочири.
пошто малиот доби име по домашен пејач, се вика Бен, а дедо му се вика Хисен, односно во изворна форма е Хусеин името, изворно. А пошто јас сум голем фан на Хусеин Хасан Ефендич од Парни Ваљак, Значи, а него го викаат Хус, така. малиот се вика Бен Хус Шачири. А така ли? Да, за да Он има име по два пејача. Да. Овој еден од татко му, еден од овој како се вика, не пејач, ама е музичар од Парни Ваљак. Да, он е изуzetно ја Хус ми е онака баш. Да, еден од најбитните автори. Да, мене ми е баш битен автор онака и добар квалитетен. Мислам го следам редовно веќе 40 години. Така да тоа е приказната. Ние одбравме свесно затоа што некако круната и столбот на тоа семејство во Струга е управо стариот, е изуzetно угледна личност. Дедото на твојата сопруга. Да, некогашен даскал, професор, човек кој што изнедрил генерации, сите луѓе на него гледаат со особена почит, знаеш, тоа како се звучи патетично, али пола Струга му се јавува на денот на учителот на даскалите, на просветарите да се јави и да му го честита како и така даје. Знаеш, тоа е неверојатно каква симпатија има тој човек кај Стружани. Ја тоа сум го видел лично, тоа у Скопје ретко сум го гледал. Не само што има деца музичарски или музичко-пејачки имиња, има тие афинитети за музика. Негде најдов дека овој помалиот е Бен, така? Малиот е Бен, да. Си го пратил и си го однел или не знам како на надпревар Ја имам талент во Албанија некаде пред Нова година. Да. И овој како се вели, фане гитарата топе. Топе. Да, има исклучителен талент за свирење, спомнати на почетокот учел кај Дарко Тасев. Да. Ама као да учел кај Ричи Блекмур изгледа како. Види, тоа е нешто што тоа не може ни татко му, ниту Дарко, никој не може да му го даде. Тоа има еден тон, има една рука заебана. Мислам, тоа ја можам да го препознам као човек активно се бави со таа работа, со музика, и гитаристите ми се слабост. Малиов има прст неверојатен. Има и трза, има и сака да учи, и свири, и има желба. Пази, на 9 години ја свираше турски марш. Сега тоа не е нешто, некоја прича, вау, ја скинал турски марш, па што? Али 9 годишно дете, знаеш, не е баш што вика Боби мој што свири со мене. Бован вика, ја вика на овие години, вика со цел живот со гитара, и тоа Боби е врхунски гитарист. Вика, ја не ја свирам турски марш. Значи, тоа е уште еден доказ дека ако имаш талент, само Зела Липовача и Моцарт хладилници. Така да детето е изузетно талентирано и посветено на гитарата, и јас ниту на едниот, ниту на другиот никогаш не им вршев притисок што да одберат и со што ќе се бават. Ова е нивни избор. Малиот сака гитара, големиот е слуден по кошарката. И игра за младинскиот тим на Црн Дрим во Струга и редовно оди секој викенд на утакмици. Него Перо му е најбитен тренер у свет и он таму сака да игра. И сега патува, не му е мачно. Ранец од комби иде у Струга тренинзи, утакмици у недела, ако некој доаѓа ќе одонесе, ако не у комби ќе се врати. Тотално некако се стана независен. А малиот е посветен на гитари и има среќа што има човек поред себе кој има разбирање за неговата пасија и е посветен на тоа. Не само дека ќе биде штета, него ќе биде чудо ќе се случи ако он сврти и еден ден не заврши како гитарист. Тоа сака да те прашам, ми даде добар шлагворд, ама претходно те прашам, значи ли тоа дека нон-стоп ќе има уште еден гитариста наскоро? Он доаѓа на свирки, свири, застанува најбезобразно, онака, најдрчно. Мислам, да, може ја да свирам. Обично деца имаат трема, знаеш, да не ги... Сакам да свирам. Што? Не знам која е песма, може ова, може... Нешто ме напнал со Майкл Джексон, со Бидит, со тие таквите. Викам, ало, дечко, не ја свирам, ја неаме, ја неаме у репертуар. Добро бе, што не ја скинете? Знаеш, он, пошто тоа Ван Хелен таму ги има отсвирено, тие заебани се тие гитарски делници. Така да Слеш му е, онака,
Idol. суприм фигура, да, али како ви рекол он, никако да ми го купи мојот омилен гитариста, Сив Лукатер. Јас сум онака етен Тото фан, нарочито Лукатер. Али Некако Лукатер не е баш hard and heavy гитариста, не е малку по... Има и джез варијанти, има една поинаква техника. Он е све што сакаш. Да. Он е све што сакаш, исто као наш Владко, можеш да свири кај год да го ставиш, он свири све од класика до heavy metal, до джез, до... Иако Лукатер учел Сатријани, ама се, тоа е друго. Не, види сега. Али сега ми он мене бољи од Сатријани, извини, али... Ама тоа е... Мислам бољи, не е тоа сега тркање 100 метара, па секој е бржи. Сатријани. Прашање на вкусови. Така е, али Лукатер ми е некако мене најблизок, наравно и Ван Хейлен. Едниот го сочвака, али другиот некако уште дали не го капира доволно, дали мислам дека ќе го купи еден ден. Ќе им браниш ли на децата да тргнат по патиштата по кои тргнали и сакаат, ако сакаат, или ќе им речеш, сине, види ти некоја диплома шо посигурно некоја. Па не, јас сум ти сведок дека дипломата не игра улога. Битно е да имаш, да си факултетски образован, да не видиш. Ако имаш капацитет и ако имаш можност... Седно и во музика можеш да си факултетски образован, ама можеш да завршиш и на свадби се, тоа е друго. Сите свадбари народњаци, сите со факултетски дипломи на музичка академија, не ги дрндаат удара за да преживеат. Тоа е нашата реалност. Тука нема. Мислам, немам зошто да ги обструирам, немам зошто да ги спутавам. Па искрено добро се платени свадбите, ако можам да забележам. Она што го слушам, јас свадби ретко свирам, пошто сме рок-н-рол, али не е дека не свирим, али свириме специфични рок-н-рол свадби. Тоа е друга тема, али да се вратам на деца, немам ниту причина, ниту желба, ниту зошто да ги... Ќе ги остеш да си убират патот, тоа сакаш да... Апсолутно. Јас сум поборник на тезата дека ако видиш дека едно дете има афинитет према хокеј на трева, тоа уопште не е ниту конкурентен спорт, ниту вносен популарен, ниту не овде. У Индија, да. Ако нема везе, дај му ветер у грб, нека се бави со тоа што сака. Сака биде гитариста, поддржи го. Сака биде кошаркаш, треба да ги поддржиш децата у све. Му купи Гибсон или Фендер, што му купи? Има Гибсон, сега му купив Wild, модел на Зак Wild. Тоа му е на Ози, гитаристот, оној со круговите. Да. И сега е, како ти кажам, сега е он, значи кога ја виде гитарата му се насолзи очи. Викам, роден ден му беше, а отидовме, удуќам по друго, по кабел, не отидов гитарата. И искочивме со гитара благодарение на луѓето, артисти. Глеј у Поршера на годне се следниот. Не, мислам, знам колку ми се можностите. Порше сигурно нема да го купам, тоа ќе мора сам да се купи. Тоа е нешто што човек треба сам да го купи. Так. За крај, Вени, последно прашање од муаветов. До кога МКЦ и што после МКЦ и до кога нон-стоп? Ајде, подобро така звучи. Види, прво, ние знаеме дека никој од нас не знае у наредната минута што ќе биде со него. Каков е стресен живот. За дете прашам за здравје, да си жив и здрав, те прашам за функција. Не, јас сум сурово реален. Јас сум сурово реален. Му ги дупна в ушите на овој. Извини. Ја како тапанар навикнат да почукнувам. Да сме живи и здрави. Се надевам дека и работам на тоа да достоинствено го приведам до крај мандатот во МКЦ. Што да е Господ, а нон-стоп ке си тера, мислам дека додека ме држи глас, додека сум жив. Затоа што знаеш дека музиката пензија, не ти го Пол Маккартни уште шива концерти има 80 и колку години. Джеги Ричардс и така дале, компанија, да не ги набрајам. Том Джонс, види го, убица од пејач, има преку 80 години. Со Елвис Присли искачале у град. Па ти види. Да, така да музиката и она со што јас се бавам на крај, макар и завршил со една гитара, не се откажам од тоа. Гитара и глас. Тоа е честно одработено по мене, тоа е поштено. А ова со МКЦ е минлива фаза.
Мислам дека тоа ми е поише главна професија ми е музиката, а МКЦ е нешто што во моментот го работам. Иако сум Што би рекло професионално хоби би рекло. да, иако сум поборник на тоа да човек ако работи нешто onda сработи го, немој да си влезем колку не да биди фушар. Да. Се трудам во рамките на можностите, знаеш, тоа е во музиката све зависи од мене. Во МКЦ голем дел од работите не зависат од мене. Речи си ништо не зависи. Да, таму е примарен буџетот, таму има тоа е доста комплицирано, али МКЦ е убава приказна. Среќа што не си премиер, како ли комплицирано ќе ти беше? Не, па не би се ни усудил, ја им честитам како изразува желба да влезат во таа прича. Тоа ја немам таков ниту порив, ниту капацитет. Тоа е напорно, тешко е. Бени Шакири, Фала ти. ти благодарам на Покани- постапеното време и на убавиот муавет. Мислам дека кажавме многу работи што се знаат, не Тоа знаат. што ме праша, тоа ти кажав сега. Беше отворен и искрен како и секогаш. Па, Мислам дека види, ја у суштина не знам како тоа изгледа да си зад камера еден, а се почне нешто, одма маската као Mission Impossible, одма некој друг клик, нешто оне тука со тие покрети, да види сега ја ти објаснам. Не знам, човек треба да е природен и спонтан, така. а да не е абортус. Така. Ти благодарам уште еднаш, а вие, драги мои, се надам и во ова издание уживавте, зашто никаде ништо слично како овде кај нас во ништо лично. Наш и ваш вечерашен денешен, како сакате, утрински гостин, зависност тоа кога гледате, Арбен Бени Шекири, лидерот на Нон-Стоп и актуелен директор на Младинскиот културен центар. Со вас, како и секогаш, вашиот домаќин Антонио Димитриевски, вашите убави вибрации, вашата енергија и нашите приказни. Спој кој е непроценлив и се надевам незаменлив. Ако е така, а како да биде, ако не така, се гледаме следната среда за 7 дена. До тогаш, чао!